Без разлика на временските прилики, екипата на телевизија старе тука на пазарот во Штип. Петок е, нормално, но овој пат зборуваме за сосема нешто друго. Не зборуваме за земјоделски производи, но зборуваме за интересни садови кои што своевремено ги имало на повеќе тезги, а сега само може да се најде на само една единствена тезга. Ова, ако не сте знаеле за оние помладите генерации, се вика ѓувече. Сега, зошто ѓувече, како се изработува, што е се потребно, ќе разговараме со Лјупчо Лазаревски, кој што ни доаѓа од каде? Злетово. Лјупчо, колку време се занимаваш со... Па едно 40 години. Од каде занаетот? Од татко ми. Дали беше тешко да се научи и што е многу битно за овој занает да се знае? Како се... Па не е баш лесно, ама со текот на времето се повеќе се усовршуваш. Добро, само да прашам колку е да речеме за ова да се колку време треба за ова да се изработи, што се е потребно? Тој ќе се изработи на пример 10 минути, али треба еден месец намилку за да стигне за готов производ за продавање. Па треба сушење на тена. Па да се нашаре, да се измазне убаво, па да се глегјоса, па и тога иде печење. Добре, а каква се суровина мора да се обезбеди? Глина, земја, глина. Има ли разлика во квалитет на која? Има посебно, не може секоја земја. Глина посебно која има, како да кажам, специфична глина, таа да има еластичност. И колку време треба да се изработи ова? Ова ќе го изработи за 10 минути, каленичка една за 10 минути. Ама додек да стигне за готов производ, кажувам ти, тоа еден месец ќе помине. Освен каленицата што ја имате, што се тука можеме да видиме? Грниња за граф, вазни, тавчиња за посебно за секого, па други тавчиња малку поголеми, како за двајца, тави поголеми, солениче, за темњанчевија, за подкадување. Добро, дали има интерес, купуваат ли луѓе? Има интерес, купуваат. Што најповеќе се бара? Тави, тавчиња, каленички, тие работи. И какви се цените, пристапни какви? Па пристапно не е скапо многу. Например, од колку до колку се движат? Па една каленичка, например, 100 денара. Тавите 500 денара. Да, и прашуваат ли нешто за совет како да се употребува, да речеме, овие помлади? Прашуваат ли, веćinom знаат како се употребува, сака постепено загревање. Тоа е за урелна и постепено загревање. И на крајот само да те прашам, има ли иднина овој занает или со тебе би завршил? Нема, ово е последно. Нема интерес. Не, младите не се заинтересирани да работат на овој занајат. А дали знаеш некој во регионот друг кој што вака се бави? Овај крај нема други. Мислам, во источниот дел. Нема. Тоа е последно тук. Значи Липче би можеле да кажеме дека е последниот грнчар кој што... Последно нема. Интерес нема. Колку години сте? 68. Во продолжение, ова се цените на производите кои денеска се нудеа на Штипскиот пазар. Тиквички 25 денари за парче, тиква 35 денари за килограм, краставици од 20 до 30 денари за килограм, пипер од 30 до 60 денари за килограм, карфиол 50, јаболка од 30 до 60, круши 100, јапонско јаболко 40, спањак 60 и прас 400 денари за врзоп.